Како завршува жетвата, така земјоделците вообичаено почнуваат со палење на жетвените остатоци пред орањето. Но при палењето на страништата, почвата се деградира и се губи плодноста, хумусот и органскиот дел, поради што приносите се намалени за најмалку 30%. Факт е што со палењето на жетвените остатоци се губи азотот, тоа е еден есенцијален, неопходен хранлив елемент. Со палењето на жетвените остатоци се уништуваат и микроорганизмите, кои имаат многу значајна функција да ги направат хранливите елементи достапни за растенијата. Се уништуваат сите корисни микроорганизми кои што живеат на тие 5 сантими површина на почвата. Спалувањето жетвени остатоци негативно влијае на живиот свет и биодиверзитетот, а животната средина се загадува со PM10 честички. Палењето страништа е опасно по човечките животи и имоти и е казниво. Неретко се дешава да фане некој објект, некоја викендица. Имавме случаи кога и од палење на страниште се запали човек. Алтернативни решенија за жетвените остатоци има. Сламата може да се заора, да се избалира или да се третира со уреа, па да оди за сточна храна. Од сламата се прават и брикети за грејење, но најзначајното решение за да не се палат стрништата е пречистителната станица во Кочани, која од сламата ќе прави компост кој потоа може да се користи како ѓубриво.